По пауза од месец и пол градскиот пазар утрово осамна со по некоја тезга со зеленчук и други земјоделски и прехранбени производи. Доминираа градинарите кои нудеа спанак, салати, млат лук и кромит, а на неколку тезги се продаваа и оранжериски домати, краставици и пипер. Меѓутоа, голем број тезги останаа празни, што поради ограничувањата, што од неинформираност дека пазарот ќе работи. Граѓаните само делумно ги почитуваа препораките и мерките за работа на пазарот, а пред влезовите немаше заштитни средства или редари. Иако не важи за голем градинар, но е познат по педантноста и квалитетното производство, нашиот сограѓанин Ванчо Богоев денеска имаше своја тезга на пазарот. Со него поразговаравме за периодот без пазар, за загубите што ги претрпеа главно градинарите, како и за тоа колку е важно за земјоделците да можат своите производи да ги продадат во екот на сезоната. Но можне мачно, можне опасно би рекол, и за среќа на граѓаните на Кочани, поготово на повозраста популација, на луѓето од над 65 години со хронични заболувања, конечно се чини дека пикот или шпицот или врвот на коронавирусот како да е достигнат, како да сме веќе во залез на коронавирус, за среќа на целото население на Македонија, па и во светот би рекол, имаме еден помирен период и како резултат на тоа е на исправна одлука на општинскиот кризен штаб на чело со градоначалникот Никола Чолиев да се пушти во промет, би рекол, зелениот пазар. Па може пристојно, еве на пример спанакот е 40 денари млад спанак, блитвата е 15 денари, магданошче имаме убаво млада тиквичка, младо кромиче, младо лукче, млада салата. Цените се скромни, символични, би рекол. Па тука некаде се немаме никакво покачување. Напротив, имаме еден благ пат, бидејќи проблемот беше на пласманот, се одрази на пласманот веќе стигнато градинарско производство и цените се дури се намалени. Ги фати мерекот едноставно за излезат, да прошедат на сонце, да ги наполнат своите торби со градинарски производи и едноставно да се врати оптимизмот кај нив, бидејќи на крајот на крајштата и правилната искрена со ран домашен автохтон зеленчук и еден од гарантите покрај витамините што треба да ги конзумираат или употребуваат за нивно зголемување на нивниот имунитет, значи нивниот оптимизам со оба што го нудиме, природна храна, здрава храна. Просторот предвиден за тезги со конфекцијски производи, чевли, разна водоводна и електрична галантерија и други потрепштини остана празен според препораките. Па кога ќе се сумира впечатокот од првиот пост-корона пазар, може да се заклучи дека протече со мала посетеност и релативно мал промет. Инаку, дел од тезгаџиите се пожалија, но не пред камера, дека во покриениот дел на пазарот стои паркирано тамче од кое се продава зеленчук, иако тука не му е местото.